Четворица пратеници на Европскиот парламент покренуваат прашања до Европската комисија во врска со незаконскиот притвор на македонскиот бизнисмен Јордан Камчев и континуираното кршење на неговите основни човекови права. Пернил Вејс, Иван Штефанец, Петер Полак и Карен Мелчиор прашуваат како Европската комисија планира да ја насочи поддршката на Европската унија за Македонија, доколку постои континуирано кршење на човековите права во земјата и докази за полициска бруталност. Европратениците поставуваат и конкретни прашања пред Европската комисија за случајот против Јордан Камчев, кој е обвинет за финансиски мотивирани ненасилни злосторства, но е притворен под живото загрозувачки услови и покрај тоа што боледува од вродена срцева болест. Постапката, велат европратениците, укажува на незаконски контекст од белешка на АНБ до потенцијално пристрасен одговорен обвинител. Исто така го наведуваат продолжувањето на притворот дури 8 пати по 30 дена, како и злоупотребата на фотографии од притворениот на неодамнешните избори од страна на владеачката партија. Дополнително за нив неразбирлива е одлуката покрај независните медицински препораки властите да одбијат да го преместат притвореникот во домашен притвор. Во прашалникот до Европската комисија, овие четворица пратеници бараат мониторинг во случајот против Јордан Камчев преку делегацијата на Европската унија во Скопје и бараат конкретни одговори на прашањата во однос на тоа како комисијата планира да ја насочи поддршката на Европската унија за Македонија со цел да се елиминира повторното кршење на човековите права. На кој начин комисијата ќе го поддржи унапредувањето на полициските методи во Македонија со оглед на доказите за расистички мотивираната полициска бруталност? Дали комисијата ќе ја следи постапката на господин Камчев од страна на делегацијата на Европската унија во Скопје и ќе ги повика властите во Македонија целосно да ја почитуваат Европската конвенција за човекови права? Случајот Камчев го доби меѓународното внимание уште кога во притворот во Шутка го посети поранешниот еврокомесар Јан Фигел, а македонскиот бизнисмен беше посетен и од бугарски представници, кои исто како и Фигел упатија низа критики кон надлежните во државата за однесувањето кон притворениците.